Добро вечер, драги гледачи, добро дојдовте во мојата четврта епизода од мојот подкаст Бомбакис. Овој пат ќе ни биде гостин еден феноменален готвач, еден феноменален позитивен лик, еден човек пред се, што никад нема да ви наштети у животот и со него ќе бидете екстра позитивни, а тоа е господинот Марк. Ќе видите зашо зборевме понатаму, си направивме некој добар мовет, а јас сакам да ви се извинам за претходната епизода од мојот подкаст, за мојот тон, али еве, полека ги средуваме работите. Се надевам дека ќе уживате. И добар ден, драги гледачи, тоест добро вечер, добро дојдовте во мојата четврта епизода од подкастот Бомбакис. Оваа вечер гледате дека капетан Марк ни е тука, да, капетан. Шеф, окей, капетан, шеф Марк, ама дека си капетан на сите, знаеш, ти си шеф на сите шефови, според мене. Дозволи ми. Фала ти, ама не сакам да се чувствам така, никако, не. Да, али битно као шеф си за мене најдобар тука. Ти благодарам. Така да, драги гледачи, ќе го прашаме што, како, зашто и се што направил човекот од почеток до крај, саме да дознаеме. Мислам дека публика сака да знае за тебе. Имаш многу време? Па имам доста време, да. Ако треба све да објаснам, ќе ти треба долго време. Ама ајде, ќе се снајдеме. Да, тука сме, нема проблем. Добро. Кажи ми, ќе почнеме од почеток. Добро. Од твоето Кога сум роден? Кога си роден? Каде си роден? Да, роден сум во Кај си Белгија. живеел? Тоа сите го знаат, сум роден во Белгија, во Брисел. Пораснав во Белгија, како да кажам, се научив све што знам и све тоа заради баба ми, дедо ми, што се они се од Македонија, они се македонци, од Прилеп, од Беловодица. Од кога сум роден, првиот месец го поминав кај мајка ми и после чудно мајка ми ме однесе кај баба ми и ме остави кај баба ми. Ето, Да, и пораснав кај баба ми до кој имав 12 години. Затоа се научив и да зборам и македонски, па како дете 12 години се знае сите зборови, убави зборови, културните зборови, литературните зборови, малку потешко, ама иде. Се снаоѓам. Нормално. Се научив да јадам македонски јадења, традиционални јадења од Прилеп регион. Да, од таму потекнуваш. Прилепски крај, да, баба ми од Беловодица и дедо ми од Плетвар. Значи сите мои гости се уствари од Прилеп, пошто и предходниот гостин Да. беше од Прилеп и предходниот. Најдобрите. Да, најверојатно таму. И како е да се живее у Белгија? Што правевте таму? До кога седевте таму? Како се живее во Белгија? Се живееше убаво, можам да кажам. На вистина пред 20 на 30 на година. Да мислам, сум роден во 68, 54 години имам, голем дел го поминав во Белгија. Значи ти си годиште на татко ми. Да, вала. 68. Ке ме слушаш? Да, може. Не, сум роден како во Белгија, поминав голем дел 45 години во Белгија. Моето детство до 12 години беше кај баба ми, после тоа полека си направив исто, почнав во мојата професија кој имав 15 години, пораснав 17 години, не сакав више да останам кај мајка ми, оти не ми беше толку да кажам топ, се ставив во партнерство со тогаш мојата бивче, дека не бивче, да. никош не ме женет. Само сум женет со мојата Василка, да, само со незе, да. Официјално. Официјално, ете така. Она ми беше партнерка, имав две деца, две прекрасни деца, Мајкел Кимберли, што имаат сега 30 години и 31 и 27. Да, така полека почна мојата живот, да кажеме, во професијата што ја одлучив. Почна во 15 години, кувар, готвач, по Македонија се кажува готвач, кувар е по-српски. Готвач, да, кувар е по-српски, да. Почнав како обичен готвач, почеток како се знае што прави еден готвач, ги ми садовите, ги чисти компирите, така ги чисти, почисти спанекот, боранија, све тоа прави по гајби, не се прави по едно, се прави по гајби. Се бришат тањирите да бидат чисти, одлични. Одсем почнав во еден од најтежок ресторан, 3 звезди Мишелин. Тоа сакав да ја прашам, да. Каде почнавте? Тој ресторан се викаше Бруно, се вика уште Бруно. Сега во текот на годините газдата што беше од почеток беше навистина голем шеф. Меѓу време се го превземеа ресторанот, падна со звезди, ама тој имаше 3 Мишелин звезди. Он работеше за кралите, за световната делегација, црванци делегации и све. Многу научив таму. Навистина останав година и пол,
ама тоа беа година и пол најтешките од мојот живот, ти кога почнуваш во кујна е многу тешко. Секој Ама ги почеток е научив тежок. вистините почитот што го има во кујна. Кујна е нешто што е навистина посебно, како војна. Да, Исто е, тоа се вика бригада. Го бригада. има шефот, подшефот, другите капитани, како кажуваш ти. Да, Има сите комплетна, си имаат има екипа, чинови. да, до најнискиот војникот, што Да, е и почетокот на војникот, да, тој што ги Што блиши трча контурите уште од себе. војникот. Да, ете да. така. Да, така полека си ги качив членовите, да кажам, полека, правив отварање од хотели, многу ствари. Да кажам да ти објаснам тоа све што направив до сега, можам да кажам ти поминав по сите степени. Дали готвач, дали келнер, дали шанкер. А и келнер сте Све. работел? Да. И- Све знам, од мојата професија можам да кажам ти све знам. Значи ова ве влече уште од мали години да бидете 15 готвач. години имав точно кога почнав да И во тој после ресторан. од таму И после од таму бев во еден хотел, тој беше исто во Белгија зборам? исто во Белгија, во меѓувреме направив како се вика како одиш војник, војното дел година дена Се направив таму. сменивте? Да, морав да го направам тоа како се вика, ме викна да бидам војник една година. Аха. Да. Како се вика сервис милитар? Не знам, сервис... Знаеш, и беше задолжително за сите мажи во Македонија, мислам и порано А, да го да, правиш. воен рок да служите? воен рок. Да, воен рок, направив воен рок. готово. Тој воен рок го правив исто во Брисел, бев во картиер Женерал Етамажор, во главен штаб. Да, на времето, мислам, Да. сега нашите деца не идат. Мислам, Не идат, ја за не жал. сум бил, да, за жал. За жал, ти мислам, оти тоа те прави негде маш. Да, маш, ама и, муш, не знам како. и дисциплина и све си Да, има. те и- учи, зависи, од Белгија дисциплина, гледам ти си љубител бир ловер, Да. во Белгија пиво, кога си војник, мора. Почнуваш од почеток до крај, на денот пиеш пиво. Да. Има многу Со пријатели пиво- што се паднати, да. Со пиво почна, со пиво Се завршува. завршува, да. Знаеш што ти војна, таму кај нас, овде се точено пиво се од 25 или од 50 литри. Да. Таму беа цистерни Тоа. од 25.000 литри. Ај мора да се испие? 25.000 литри. Да, тоа е многу. Тоа е еден камион, комплет Ама камион, добро, шлепер, сите тон. пијат од тоа. Да. А шо работевте у... Ја бев сервер, јас бев Исто келнер. готва? А, келнер. Не бев готвач, таму бев келнер. Келнер. Можев да одлучам, кога ги видов кујните од војната, не ми се одеше Не ви толку. се, немаше мерак. Беше огромни тоа, знаеш како се вика по француски се вика душ. Тоа се огромни. Не е тенџере, тоа е нешто бања. Да, гол. Да, тоа не е тенџере, бања. Да. Може десетина да пливаш во тоа и се прави јадењата внатре. Да, а тоа тешко ли е да се направи? Не За беше, толку... не беше за мене тоа. Не ме верувај. Да, Никогаш не бев за така за готвење за преголеми За големи преголем. количини и све тоа. Има посебно луѓе што го сакаат тоа, мене не ми беше. Јас почнав пак скажам со гастрономија, фини такви ствари и све, и сакав да продолжам со тоа. Не сакав да правам тоа нешто што беше за огромни порции А и све добро, тоа. од каде е љубовта за готвењето? Сакам да јадам. Да, Да, од таму баба ми ме научи почна. македонските јадења и све. И навистина сакав товие посебни вкусови и све. И тоа го научив во товие ресторани. Знаеш, обичен ресторан ќе ти дава обична Да, храна, да кажам, да. Нормално. Нормална храна. Обична, нормална, да кажеме така. Едноставна. Едноставна, да, едноставна. Да, едноставна храна. Товие ресторани што се малку на повисоко ниво, одат со повеќе различни вкусови. Они ставаат многу малце и... Многу малци, ама многу вкусно. Да, многу вкусно, Ете да, така. за да Освен- земеш пак. За да земеш пак да и не. Оти повеќе се дава 9-10 порции, ганги, Аха. како се кажа, мали порции, ама имаш од све. Имаш вистина се шеташ. Да. Се шеташ во меѓу вкусовите и уживаш. И- Тоа е, освен тука јадиш за уживање, а другото јадиш за постоиш, да постоиш, Да, за јасно, да јадиш. јасно, Ете да. тоа е разликата. А според тебе, која кујна е најдобра на светов? Најдобра кујна на светот нема најдобра кујна. Нема. Има три што се најдобри, што можеме да кажеме што се на Што се повисоко издвојува, ниво да се да. издвојуваат е француската кујна, турската кујна и кинеската А кујна. македонската? Македонската е во меѓу тројцата, Значи, влијанието, од влијанието сепо турското нешто, е да. во Македонија. Македонија да не бидиме премногу да сакаме да кажеме има македонска кујна, има македонска кујна со посебни намирници, ама влијанието е Да, турско, од- ориентал. Да. Ориентална кујна. Ете Значи тоа. сме Грчка кујна, земале нешто. Сме со под влијание турска кујна. Турската кујна, пак ќе кажеме, во меѓу трите најдобри во светот. Да. И на вистина.
Па може да се каже. Навистина, има ти посебни знаеш начини, подобро. има посебни начини на готвење и све тоа, што се техника посебна, француската кујна и кинеската. Кога ги мешате овие три кујни, Ги имате добивате нешто с, да, Ева. јасно е. Ја многу сакам да ги мешам кујните, затоа мојот начин на готвење повеќе се вика fusion kitchen. Фузија Аха. од сите кујни. Значи од се Земам по од нешто, едно, да. од другото, од трето и го мешам и го правам мојата кујна. Да, јасно. А добро, кажи ми, што те натера после, мислам, нели седеше у Белгија? Да, се до Белгија, па Колку? кажам 45 години, 45 си го направи животот таму, години, да. децата пораснаа, светова, имав живот, да. Ама Не ти се свијаш? можам да кажам, да, не се чудно, Не се пронаоѓаш? не се осеќав на моето место. Да. Океј, луѓето, светова. Те влечат корените. Не, ми фалеше топлината. Да. Топлината што имав со баба ми, со дедо ми, со светова, го нема. За жал во Белгија треба 10-15 дена унапред да се јавиш. Договориш Ако одиш кај се. пријатели или кај фамилија, роднини се тоа, треба да се договориш. Да. Овде во Македонија Не е како звониш кај и, нас. вау, има Као за сега те ја што да. те викнав, дојде ќе дојдам, Ете така. доаѓаме, снимаме, да. Тоа нешто како да ми фалеше. Без да го знам, ми фалеше. Да. Не го барав, го најдов. Го најде, да. Да. А од кога одлучи дека треба да се преселиш? Кога одлучи? И беше ли Да, тешко? Јас да вистина чекав да децата да ми бидат возрастни, да бидат поголеми, да бидат самостојни, да може да се снајдат. Оти не знаев ако ќе дојдев, дали ќе останев или ќе се вратев. Не беше идејата од почеток да дојдам и да останам. Не. Да. Ама чудно ми беше оти дојдов и од првиот ден се осеќав дома. Да, и ти се засвиѓа Да. тука и Останав тука, се запознав со мојата омилена половина и све тоа направи да ама че кога се врати тука, што прво почна Не да? се вратив, дојдов. Да, дојде, Оти прв да, пат што усвои. дојдов во Македонија, не прв пат што дојдов во Македонија, имав 2 години, дојдов со баба ми, со тетка ми, дојдов не така на прошетка, они сакале малку да ги видат родни. И од тогаш више, да. Аха. И како ти се свиѓа македонскиот менталитет, Менталитетот, народот се? Па различно е, да. Менталитетот прво, да почнеме Ужас. со мен. Ужасен. Ужас. Така? Ужас. Да. Обично Балканов е ужасен менталитет. Да, ужасен може да се каже менталитет. така. Кога си навикнат на неколку навики, пак да кажам, стандарти све тоа во Белгија што ги имаш, доаѓаш во Македонија и чекај, што се случува овде? Да. Дали луѓето горе у Белгија беа такви љубоморни, зависни? Го има тоа секаде. Го има Тоа секаде? го има секаде. Ма не го покажува толку. Да, ама некој од тука што е Овде не знам дали е синдром, дали е нешто Па, во што има во крвта, во гените, во не знам што. Егото прво е многу јак. многу јако. Суетата. Океј, се почитува, ама има лимит на почитувањето. Да, реално. Ти си имал ли некои така лоши коментари од страна на колеги од Јас лоши коментари и пуно имав, како имам јас и на други луѓе. кога дојде тука, така? Кога дојдов тука, да Кој ти кажам право, имаше- јас бев како се кажува пилето, што падна во гнездото од гнездото и се каже, што е ова овде? Меѓу мршојаци тука се и ти Соколи, не знам што како се вика, Соколи, орли, ете, да, окој, се. ете така, да. Многу ти се ти доаѓаат и здраво, да, како си Као се сите и барат окей, да те зајбат да те да зајбат, негде. да, Чудно. реално. Чудно ми беше. И ми требаше време да се Навикнеш, полека. да. Ма уште ден денес се случува, оти Се случува, не? Оти секогаш се мисли оти луѓето се добри. Ама за жал, Ама да, јасно, да. јасно, Да. јасно. Жал ми е да го кажам тоа, наискрено го кажам, не се сите лоши. Не се да. Има многу добри луѓе. Ама за жал секогаш добрите луѓе плаќаат за лошите луѓе. Добро, нас таков ни е менталитетот, ние сме. Не. Многу луѓе кажуваат, тоа е Македонија. Не е Македонија. Тоа е Не. Балканот. Не е Македонија, тоа се луѓето. Тоа па да. Се луѓето. Македонија не е крива за луѓето. Не, Луѓето се крива за Македонија што е точно, така. Точно, Да? да, точно. Јас ја сакам Македонија. Точно. Ја обожавам Македонија. Исто. Македонија е нешто што од почетокот, пак да кажам, од животот што го имав дома кај баба ми, кај дедо ми, го слушав Македонија, Macедонија. Тоа нешто беше што морав да дојдам да го видам. Остануваше во мене. А Тоа е дел од мене што не го знаев. Да, јасно. Чудо. Корените тука беа, збореа, темпераментот. Јас сум човек многу темперамент. Многу се смирив со годините. Па добро, Да. тоа си доаѓа Како со бев многу текот на срамижлив, години. а многу, све се смени текот на годините. Чудо. А идеш ли на местото кај што потекнуваш? Си бил Бев, таму, бев, да? бев, се качи во Беловодица, горе таму, не стигнав до тој, како да кажам, има еден како езеро во Аха, на Плетвар.
Не, то Нели- карши плетвари, тоа Кар- Беловодица, од каде баба ми потекнува, тоа е од мермер, бело мермер, А, да, го знам, Не да. знам како се вика камен, Па мермерско мермерско езеро. езеро, Ете нешто така. така. Знамо ти баба ми беше таму, дедо ми или прадедо ми беше кмет од селото и све тоа. Сега има уште 24 луѓе што живеат во тој Значи, село, нема- више е запустено. Што ми беше чудно, гледам, доаѓам и што гледам во школото магаре. Немаше Да, би- нема- тоа е навистина запустено, ама имаше уште неколку бабички што беа таму, што чудно реагира. Они клекнаа и се чекај, вау. А те знаете, препознавате ли? Не. Од телевизија од Од негде? телевизија да, сите цела Македонија ме препознава. Да, реално да. Ама сега луѓето да, навистина знаат од и потеклото ми од Беловодица и од Плетвар. Супер се, како кажуваш ти, има многу луѓе што доаѓаат од Прилеп. Да. Чудно, многу луѓе од Прилеп доаѓаат во Скопје. Да, ама не само од Прилеп, од сите градови, али гледаат дека у Скопје повеќе можности имаат и затоа сака да Дали е дојдат тука. вистина веќе има повеќе можности во Скопје? Не знам. Па не знам има ни ја повеќе колку луѓе, да. има повеќе можности да кажеме за работа за свето, ама мислам ти ако сакаш да работиш, може да работиш секаде. Тачно. Гледаш, ти што правиш, го правиш дома. Дома го правим, може се, да, Точно така. реално. Да. Мене кога ќе ме прашаат дали си од Скопје, ја им викам не, од аеродром сум, пошто јас живеам у аеродром и Марко Подба, да. јас сум локал патриот и затоа си го Локал патриот. поштувам, да. Точно така. Аеродром, а добро, кажи ми, у Белгија знаат кај е Македонија? Знаат дека Белгија- постои на мапа? За нив, за жал, Македонија и Грција. И Грција. Кога јас учев у школо, Учевте дека Македонија и учевте Грција? дека Македонија и Грција. Ево, Учевте не за сум Тито видел. што беше диктатор. Да. Учевте за пуно ствари. Што се карам, не се карам, се шалиме и се караме со сопругата. Оти она вистина, вие имавте друг начин на учење овде и тоа. И јас разговарам со неа, комуницираме на тој начин и на вистина ми кажува и кога ми објаснува како беше животот, поранешен живот. Помеѓу времето Сите на- вика дека било подобро. А јас научив у школа, ти беше диктатор, беше лош човек, и се ги држеше сите луѓе и све. Чудо, знам оти дедо ми имаше неколку проблеми, оти знаеш во таа периода 58-63 не беше лесно за сите. Да. Секој си има своје мислење. Мада ја не сум живеел у тоа време и знам дека сега е подобро отколку тогаш, дека не сум го осетил. Да, Не сум мислам го оти е осетил подобро. тоа. Јас за кратки години што сум тука во Македонија, сега сум уште малку 9 години, гледам оти има промена. Па За да, кратко и- време има промена. Идеме напред. Може и у Европа ќе влеземе. Се надевам оти одиме напред, Европа сега е сон. Да, реално. Се надевам оти сонот ќе дојде реалност за луѓето што го сакаат тоа, што го барат тоа. Јас на вистина на моите години не ми е нешто што ми треба за младите и све тоа. Океј, тоа за нив е иднината. Европа иднината е за политичарите. Да. Секој си го бара местото на сонце, освен сонцето го нема таму, го има овде, ама местото таму е се плаќа Да, повеќе од се, со. нормално, Ете тоа. нормално. Некој си бара да си го прави убаво место. Точно. Сите мислат оти повеќе пари се прават у странство. Да. Ко си паметен, пари се прават секаде. Сегде. Тоа сам да воля. кажам ја, да. Дефинитивно. Паметен, да имаш две раци, две нози, една глава што можеш да ги употребиш и мислам оти парите си Сегде доаѓаат. можеш да ги направиш, тачно. Треба да сакаш прво. Тачно. А кажи ми, Марк доаѓа, решава да дојде у Македонија и што се случува тука? Марк доаѓа во Македонија и што се случува тука? Која година е? Тоа ти кажам пред 8,5-9 години сега, Марко, 2014 беше така нешто, да. Да. Дојдов, да. 2014 точно да дојдов. Да. Беше малци изгубен на почеток? Изгубен бев комплетно. Скроз. Комплетно за мене ми беше Ново све. Ново све, да. Ако се осеќав дома, оти се шетав преку улиците и свето, имав среќа, оти јазикот го познавав, не како го познавам сега, го познавав како дете од 12 години Да. што збори. Да, и така беше вистина. И... Многу се смени текот на годините, мојот речник малку се збогати. Ама акцентот остана. Акцентот не можам да го Не тоа, може. тоа е нешто што не можам да го сменам. Тоа е треба Добро, не знам. тоа си е више си треба време Сите и мислам кажат, дека тоа ќе ми се е дојде. посебен Ама и шмек. шмек е, да, Да. шмек е. И баш ми е интересен и така позитивно добро е. Да. И доаѓа Марк тука и што прво прави? Што прво прави да види каде да живее, оти убаво е да се види во хотели све тоа, Да, супер, треба да ама- се најде и стан све тоа, Работа да најде се најде. да. Работа почнав од почетокот да си направам како малечки ресторан, приватен ресторан све тоа. Тешко го Твој? немаше. Да, го немаше уште тој менталитет од почеток и на вистина се запознав претходно со Адријана,
лачки со други луѓе, што беа така од фелата на телевизија и све, и малку тоа ме помага да се запознам и со други луѓе. Да те подигне малку. Да ме подигне. Се запознав со мојот пријател, да кажем, екс-колега, исто Никола, тоа е малку дел, да кажем, од приказната, имав новинари што дојдоа во тој место што го имав како ресторан и ме снимаа, ме направиле артикли во новина. Во новина, ете така. И се случи со Никола, он преку Facebook мрежи, мој си, ми пушти предизвик. Аха. Не знам што му имаше во главата тогаш, ама јас го прифатив предизвикот. Отидов во Камник во ресторанот каде работеше, ајде. Заедно да направите нешто, да се он ми прави мој си нешто. предизвик, окей, ајде, се слушам со него, ајде, доаѓам, за 15 минути тука сум. Отидов, се видовне. И така почна полека, една, како да кажеме, една приказна, што луѓето ја направиле и поголема, што се случува, што ќе се случи и све тоа. Дојде тој проект Брза кујна. Тоа сакав да те прашам, како влезе во Брза кујна? Така беше, имаше, како да кажеме, како кастинг на сител, имаше на утринска ги поканеа неколку готвачи и све тоа, да се покажуваат и све. Мене ме најдоа интересен човек, навистина готвев на друг начин, акцентот и све тоа. Отидовме во емисијата исто нормално требаше две други луѓе да го прават тоа. Го правиле неколку емисии, не беше добро, ќе ги ставиле на страна и правиле нов концепт. Јас отидов, разговарав со Никола тогаш, оде во емисијата и ми кажа, Никола, он пак ми дава предизвик, ако ти одиш и јас ќе одам. Ајде да одиме заедно. Заедно, да идете само на спротивни страни. Да, на спротивни страни, не можеме. Заедно ништо не направивме. Да. Заедно ништо, секогаш беше противно. Противно, да. Секогаш. Чудно, млад човек, 17 години помлад од мене, македонец. Да. Со тај менталитет, со тој его, да бидеме да кажеме, јас сум, ти си, окей. И уште ден денес таков е, и не се менјава, и нема да се менја, оти више, мислам калапот е направено, скршен и нема више. Арно ти нема две како него, има може повеќе, има две не. Да. А тешко ли беше да у Брза кујна? Се снимаше ли секој ден? Како беше? Да кажам искрено, првите емисии беа малку, посебни, тешки, ти треба да се прилагодиш за 20 минути да направиш минимум пред јадење и главно јадење десерт. А тоа возможно е? Се прави? Пошто гледаме ние, ама тоа е на телевизија. И плюс да кажам, имам 3 пати е завршено за 12 минути. И треба да одиме побавно и брзо дека се снима, и мора да биде со 20. Мора се снима, да кажеме како да се снима во живо. Нема цецкање, нема прекинување. Почнуваме, завршуваме. 20 минути се тука. Да, компјутерот пишано, 20 минути, кроно, ајде, почнува. Нема лага. Да, нема лага, све вистинско. Се гори, се прави, ама мораш да се снајдеш, да. Мораш да се снајдеш. Од почеток, како ти кажав, беше малку тешко, ама текот на времето тоа беше игра. И колку години осана ти там? 7 години. 7 години? 1400 емисии. 1400 емисии. Размисли, 1400 емисии пута 3 минимум, пред јадење, главно јадење, десерт. Да. Тоа се 4200 јадења. Само има денови што правевме 4, 5, 6 до 7 јадења различни. Добро, паузи имавте ли секој ден се снимаш? Секој ден, не, снимавме по 2, по 3 пати неделата, по 3 емисии. По 3 емисии во еден ден. Да. Тоа трае 4 сати, 4,5 сати и текот да 4,5 сати се прави 3 емисии. Да, јасно. Имаме пауза од 15 минути во меѓу емисиите, ама окей. А надпреварувачите добри ли беа? Сите или имаше потешкоти со нив? Знаеш, сите луѓе се различни. Па за тоа те прашам. Секој што имав јас, ми стаиле луѓето што се посрамижливи и све тоа ми ги стаиле кај мене. Кај вас. Оти зашто сум човек малку поотворен по све. Како да кажам, Никола е малку построг професор, сака да се покаже, луѓето малку се тоа е тоа. Човекот е таков. Со мене беше полесно, полагано. Полабаво беше, посмирено. Нелагано, лабаво. Лабаво, посмирено, Смирено, зависи од како да кажам, од работата, помошниците што беа со мене. Имаше луѓе што везе немаат. Тешко. Човекот имав така еден човек повозрасен, ми скокаше во кујната. После една емисија бев умор, не може више. Да, не. Ми ја излече целата енергија. Цела енергија, да. Човекот, значи имало. Ајде, ајде. Да, и ти каше нека заврши ова да си. Не престане. Има ли такви луѓе? Има и повеќе имаше такви, ама да, мораш да се снајдеш. Мораш да се снајдеш. Ама беше уживанција, убавина,
мислам оти 7 години ги помина. Тешко е беа последните години, ама окей. Еба, тоа ќе те прашав, тоа беше следно. Зашто Марк си отиде од Брза Кујна? Зашто Што Марк се се отиде од Брза случи? Кујна? Љубов, све тоа од почетокот беше супер, пријателството беше одлично, екипата беше одлична, а за жал текот на годините, мислам оти искрено кажано, славата на некои неколку му се удира Удри од глава. луѓето се менјаваат. Жал, Тоа ама така е. за дел од екипата што беше со тебе? Да кажеме дел од екипата, да не кажеме Да. кој што како, Да, да да кажеме не така, ете конкретно, така, да, конкретно, дел. ете така. Да. И ти одлучи да пресечеш? Јас се одлучив да прешетрам и монотонија почнуваше да се Но веќе да се- досадно да, и- да. Искрено, 7 години, 1400 емисии, знаеш, да ги имаш да се наменици да се повторуваат и све тоа. Океј, ама на крај е. А ти умеѓу време работеше нешто Јас друго или? секогаш работав, да. Имав евенти во ресторани, имав приватен шеф. Јас сум приватен шеф. Работам повеќе надвор како private шеф. Одам кај луѓето дома, готвам за нив приватно. Работам за неколку амбасадори на такви за луѓе што знаат и што сакаат убава храна. И плюс сите ме Брза познаваат Кујна. како, сите ме познаваат како Марк Брза Кујна. Брза Кујна е кујна што се прави секој ден брза. Да, брзо што. Да. Јас готвам на повеќе време, повеќе правам гастрономија. Ти кажам, моето искуство од младо до да кажам, имав и ресторан во Белгија, тоа ми беше гастрономија. Значи кетеринг, Да. метеринг, тоа Кетеринг, све. све. Значи можеме да се договориме за мојата свадба со да голем, со направиме. големо лист. задоволство ќе ми бидам многу горд да можам да го направам тоа за А тебе. дали ќе ми доеш на свадба? Ќе ти дојде на сада, Не, ако ме покануваш. нормално со сопругата. Не зависи од мене тоа. Да, Тоа зависи ако сум од- поканет, ќе ти дојдам со задоволство. Еве пред сите те поканувам на свадба да Или ќе му направам нешто посебно за него. Оти Бомбаки се навистина. да знаат Топ луѓето. човек. Не треба да се пише Бомбаки, треба крал Бомбаки. Ха, фала ти Навистина. многу ми, исто. не, многу сакам, многу те почитувам како човек, ти си искрен. Исто и ја и многу си позитивен и за Да. тоа сакам да се дружам со тебе. Све Искреноста, почитот се основите работи во животот. реално да. Да, без тоа мислам ти ништо не оди. Да, Ако не го почитуваш човекот, човек карши тебе, джабе. Точно, Джабе, точно. не ни почнувај нешто. точно. Джабе. Јас сакав еден картон да напишам на шала нормално, Да. кога шеф Марк ќе научи чисто македонски да збори. Само на шала беше, не дека сада. јас пак ќе кажам, тешко можам. И сега ќе дојдам во моите емисии што ги правам сега, со режисерот, ги правиме текстовите и све тоа, он ми дава текстови со зборови што се поспецифични, политературни, ги менјавам. Ги менја. Оти пак ќе ги кажам јас, не сум јас. Да, ама вака по-автентично звучи, по-као да. ти си ти. Мора да ги давам моите зборови, Да. да се покажам Марк. Тој е Марк. Точно, Дај да. ми зборови литературни, ќе кажам, чекај, он чита, он прави. Не, Да, не. сите те знаат таков каков што Како си, сум. сите те сакаат таков каков што си, Се така надевам да, оти ме да. сакаат. Па чим те следат доста луѓе на Инстаграм, значи тоа не е Добро, мислам од Инстаграм и све тоа не е тоа вистината. Не е реално, Знаеш која е да. вистината? Кога се шеташ во улица, кога одиш негде све тоа, кога луѓето те препознаваат, кога ти доаѓаат кај тебе, кога се поздравуваат и тоа е најубавото. Тоа сад е- да те прашам, дали ти се случило на улица да идеш и рандом луѓе да те препознат и да ти кажат може ли да се сликаме? Уф. Многу пати се случува. И знаеш кај најповеќе ми се случува тоа? Надвор од Скопје? Надвор Скопје во една населба, што навистина обожавам да одам таму во Шуторизари. Во Шуторизори? Да, таму не можам две чекори да направам без да некој да ми дојде да се сликаме. Ако таму сум Тито. Да. Да. А добро, по другиве градови? По другите градови многу луѓето ме препознаваат, многу се срамат Да. да не сака да дојдат, Да. ама има секаде. Можам да кажам оти во цела Македонија, кога поминуваме Патарини, кога одиме и на граница, Крај си секаде. шеф, Марк, да. Па добро, тоа е. Супер ми е. Уживам, можам вистината кажам, уживам во тоа, а уживам пак да го споделам тоа моето уживање со луѓето. Оти пак секаде или за мене е господин, господја, нема поднижување, секогаш зборот е на ниво. Никогаш не поднижувам никој. Нормално. Како нормално. никој не ме поднижува. Така и треба. Како кажам, почит останува почит. И додека ме почитуваш, ќе те почитувам и Точно. тоа е тоа. А добро ти се случило некад ту, не знам, работиш и да им донесат рецимо некое јадење да кажат бе ој куваров за ништо не го бива. Не. Вратете му го јадењето. Не ми се случило ништо? Не. Такво нешто уште не ми се случи. Се надевам оти никогаш нема да ми случи Па, тоа. Оти
чудно ќе ми биде. Да, Чудно ќе ми биде. Сега уште пак вчера имавме белгиска вечера, луѓето беа презадоволни, па поминавме убава вечера, луѓето дојдоа, белгиска кујна, супер. Македонија, белгиска кујна, поминува без проблем, луѓето сакаат, уживаат. да, а добро некои негативни коментари си имал до сега као Негативни коментари има. Тоа ќе има и секогаш. као кој си ти сега кувар, си дошол Тоа- од тоа- Белгија, тоа се има случи многу пати, тоа више Да. више тоа не е коментар, тоа е критика. тоа е да критика, да. Тоа е нешто што ми се случи многу од почетокот. Као ти си дошол, сега ќе И објаснуваш. кој си ти да ми кажеш како треба да готвам? јадам, да. Извини, не дојдов тука да ти покажам како да готвиш. Не, да кажам Само ја да- што знам. Не, само да ти дам неколку совети, неколку ствари што ќе ти помагат за понатаму. Јас немам да се докажам. Што ми е да се докажам овде? Што да ти покажам како се готви? Не, ти си готваш, јас сум готваш, си Да, готви на да, секој си. посебно на секој на свој начин. Тоа Не з- сум тука да ти кажам така треба да се готви, тоа е најдоброто. Не сум професор. Тоа збориме си имал од колегите, предпоставувам такви негативни коментари, а од луѓето општо Не, луѓето не. Не? Луѓето не. Луѓето се многу љубезни, прифаќаат. сигурно си фасцинирани од тоа што Да, како ти да, си изготвил, да, пошто да. тоа го Од- нема кај нас. Ете така, посебни вкусови и све тоа, беа многу изненадени, оти јас ги мешам сладко кисело, сладко љуто, мешам такви вкусови, малку кинеско, малку Да. и морски плодови, морска храна, што не се навикнати во Македонија, ама за мене е врв и за луѓе му беа чудно и кога пробат. И кој ќе пробува. Еј, навистина убаво е. Чекај што ви кажам. Да. А според тебе вака што најмногу сакаш да јадеш, што најмногу обожаваш Што да сакам да јадеш? јадам, Да. све. Она нешто немаш омилено? Омилено ми е граф. Да, Сите го знаат па тоа. да, сите пуштам, го знаат пуштам. тоа. Треба малку сланина внатре или нешто така И пушено. кобасици, нешто такви ствари, да. да. И мене И ми кило е леп. гравче И кило леп. тапче, да. Да, И без леп не оди. Полека се навикнав да јадам помалку, оти не за здравствени проблеми, ама направив една диета, 25 кила ослабев. А, Мораше добро, тоа е 135 добро. кила бев. Не знам што ме направи така, може и нервоза. А што така ти текна? Што ми текна да ослабам? Да се осеќам малку подобро. Знаеш, тешко ми беше да Малце- ги... Не, чорапите не може више да ги ставам. И све, да бидам И си искрен. рече, од утре почнувам да. Бев нелани во патување, во сред зимо бевне во Малдиви, по шорт, по Да, по костюм шорце. за капење. И си ги гледам сликите и Као тука чека има проблем тука. Не ова тоа, да. Василка, супер, кој е со мене, јас малку нешто и тогаш одлучив на вистина да отие време е да се Дека направи треба нешто да се направи. А добро, теретана е вежбаш Теретана или не? почнав во времето на корона, пред корона, се случи корона, за жал не продолжевне. Ке беше убаво, ама не сум човек за теретана. Да, немаш... За мене повеќе е мачење од не сум спортист никако. Да, Освен на маса. Да, на маса и Да. јас сум спортист на Сум маса. спортист на маса. Не сум за спорт, за пешачење, за трчање. Не. За мене тоа повеќе е мачење. Жал, ама мора да се прави, ама не сум ич за тоа. Водно е кај мене, можам да пешачам, јас живеам во Сопиште, има прекрасни патишта. Да, може сум таму. Супер. Ама не ми оди. Не. Знаеш каде сакам да пешачам? Каде? Во моловите. Во На вистина. А ја па у кафани сакам да пишеш. Ама, Мислам до кафаната, до така, кафаната, ако е да. до кафаната, од една кафана до друга, зависи колку да, се колку- раздалечени, ама јас во моловите многу сакам да се... Можам да правам 10 километри во еден мол, не ми е проблем. Да, На мажите да. му е тешко да прават шопинг, јас сакам. Мене стварно ми е тешко ми е да правам. пошто многу. Многу ме мрзи да идам сега да пробувам до ова до она. Но јас сакам тоа. Да? Јас уживам, Скроз. уживам. Да. Гледаш? Што Марк кога иде у кафана нарачува прво? Прво за пиење, па после за мезе, што нарачува? Јас секогаш кога нарачувам за пиење е или раќа или мастика. Или ракија. Зимо раќа, лето мастика. Мастика. Да. А узо? Но, узо Ретко. мастика сум. Да. Узо, кога се оди у Грција се знае оти се пи Да. узо. Да, ама во Македонија повеќе сум за мастика. Мастика. Мастика навистина посебна е, има тој посебен шмек, појако е од узото, Да, узото е да. поблаге. Поблаго е, да.
Мастика си е мастика. А добро, со што го комбинираш тоа? Мастиката, обавезно со салата. Со сала. Исто ракијата со каква? салата. Со каква сала? Каква салата? Многу земуваме шопска е наедност и македонка. Да, Да, треба да има марко пиперки внатре, нешто така да. Љути да И да љуто, да. Али тоа збориме за летен период кога у нас има добри природни домашни домати. Ја пак ќе кажам, можам да останам на ракија од почеток до крај. Аха. Ама и со месо, со све? Со све. Исто како узо, од почеток до крај. Да. Да не се меша. Ја пробав да мешам, да се пие како аперитив, да кажеме ракија, узо, така, и мастика, и после да продолжиш со пиво или вино или се. Тешко. Да, или тешко почнуваш е. со пиво, вино и продолжуваш, или почнуваш со мастика и со узо Да. и продолжуваш. Така, окей. А од месо што нарачуваш? Месо. У кафана идеш и Знаеш кафана, јас имам една омилена кафана, не знам дали можам да ја кажам. Слободно. Многу ја сакам ДМ, ми е нешто место омилен, зашто ти одиш и знаеш што јадиш утре, задутре, Знае. 10 дена после, година дена, исто ќе го имаш. Да. Тоа е проблем во кафаните овде, со еден ден го имаш едно супер, наредниот ден не. Во ДМ одиш, си имаш исто. Стандард е цело така, време. Стандард. Ете тоа. Тоа ми се допаѓа. Пак што порачувам, салата, тоа се навикна во Македонија. Оти порано не бев многу за салата. Аха. Добро. И да се пи мастика и ракија, оти во Белгија мастика ракија се пи како дижестив. Аха, добро, кај На нас крај. не се пие баш Да, не, овде се пи за да се вари. Да. И добра навика, Скоро. окей, ама да не се претерува. Да не се претерува. А обично ние претеруваме, па после сабаљето не боли глава. Убавината е во претерување. Па да, реално. Да бидеме искрени. Знаеш, кога си на маса, уживаш, една чаша, што е? Ништо. Ништо. Втора чаша, третата, не се оди на две нозе. Ајде, продолжуваме. И ајде, се тера, да. И си тера. Тоа е тоа. Добро, а дали ќе се согласиш со мене дека овие дека поубаво јадење се прави у оние мали кафани, бирти и такви, знаеш, него оние што се ептене литни. Не зависи што бараш пак да јадиш. Зависи што сакаш да јадеш. Јас како готвач можам све да готвам, можам све. Не све, ама можам да готвам голем дел од храната што е сервирана во рестораните. Кога барам нешто комплицирано и све си го правам сам. Јас си го правам дома. Оти сакам да го направам на мој начин да ми биде вкусно. Го јадам неколку пати во други места, ама треба да бидам сигурен од што јадам. Оти многу пати ми се случи да бидам отровање, да. Не отровање, не, ма да не ми се допаѓа, оти не е тоа што очекував. Супер слика, супер мени и на крај ајде не е тоа. Ама ја мислам дека оние малине птен кафани кои ќе отидеш таму со мерак, со мерак го прават, да, тачно е па. Многу пати во кујна се или стар готвач или една баба, тоа се луѓе, се луѓе што го прават тоа со срце, со љубов, да. Е тоа се осеќа во тањедите. Па тоа. Инаку мајка ми е кувар. Добро. Доста кувар или готвач? Готвач, се извинам, да не се разбереме погрешно, да. Оти кога се кажува шеф и во Македонија шеф не е кувар шеф во Македонија, шеф е шеф, окей. Шеф е шеф. Така да, она има доста долго време работено, па ми, ама све готви, да. И сега ме замоли да ти дадам да пробаш од тоа. Ова ми личи на француски десерт, се вика опера. Опера. Да, не знам како кај нас се вика медени колачи. Медени колачи, да. Колачи со мед. Со мед, да. И она рече има медено срце, има медени колачи. Медени колачи. Да и она рече да пробаш па да видиш дали да ја оцениш. Пошто она е доста време кувар, па што ќе кажеш? Треба нешто да се додаде или одземи? Ова е навистина многу убаво. Точно, што може да се јади секој ден, лесно. Ова е повеќе не за мене ми доаѓа како еден друг класично десерт што има во Франција и во Белгија, што се вика жаване. Нешто слично. Жаване, да, нешто слично. Има така слоеви, ама внатре кремот е со кафе. И ова има кафе овде внатре, има нешто посебно што е многу убаво. Вкусот е навистина ми се. Да, убав е, ја ги јадам овие. Ја не јадам многу благо, ама овие ги јадам да ти кажам, пошто некако ми се. Навистина е. Ова ќе ти ставам и за дома да си имаш, да си, да, имам уште, така да не е проблем. Не сакам да продолжам, а ти ако се слушав, добре. мораше на чаша кафе и тоа да се изеде
Без Да, проблем, да. на брзина така. Значи, Еден поен. од... Две Да, две залак. Ета да. Две залак. Оцена од 1 до 10? Десетка. 10 Десетка. Е, па- Навистина. Различно е од другите македонски десет, што се повеќе со шербет, со такви ствари. Да. Многу убави се, ама тешки се. Добро, Ова е лесно. она Многу дома си лесно. ги прави, се си Браво. прави дома, така Браво. да. Мамо да гледаш, Браво, навистина. од најдобриот шеф во Македонија имаш 10. Не, За мене си најдобар, за мене си најдобар се. Окей. Ама ова навистина вашата рецепта е одлична. Ке мора да се видиме, да го готвиме. Да. Да. Може, не е проблем, може. Многу добро. Пак е така, супер е. Може уште на половина така да се направи со едно како се вика? Чичкалица? Чачкалица да е. Да, добро, одма ти доаѓаат идеи, ова ти е од брзата кујна за 20 минути, така одма да Ова се. не може за 20 минути. Добро, да, ова малце повеќе треба да се пече. Не можеш ни пандиш пано да го прави за 20 Да, минути. да, реално Не, да. одлично. Фала, Ви благодарам. фала ти ви. многу. Моето следно прашање за тебе е како се запознавте со сопругата? Тоа Го имаш това, бидете хумани. бидете хумани, да. Мојата сопруга е жена што е многу хумана. Многу. Јас сум човек со големо срце и сум голем хуман. Ми имаш мене кажувано сам на гледачи, ти да, го знаат они, да. да. Се најдовме на еден настан, што го правеше сопругата, што каде требав да готвам, со други готвачи и све тоа. Ама јас не можев да готвам тој ден, да бидам искрен, се запознавте минатиот ден. Аха, предходниот ден се Предходниот запознавте. ден се запознавме и после, да, и на тој настан... Она од се- дојде таму. Она беше на тој настан, она го организираше и тој ден не може да готвам. Ја зедов кутијата, од имаше една кутија каде требаше да се соберат пари. и се Трема? тоа внатре. Не трема, не знам што. И ми беше волја да соберам најповеќе пари за да играм кејф за таа асоциација, така можеме да кажеме, асоциација за овие Слободно центри, можеш да кажеш, овие не е дневни проблем. центар, Василка е од дневните центар Порака, она е главна за цела Македонија и тогаш парите што ги соберивме по 10, по 20, по 100 денари, кај сите луѓе бев. Беше нешто, вау, фантастично. И навистина целиот ден беше така од сабајле до вечер. Мислам од 8 сати поминав меѓу луѓето и собирав пари на крај и таа кутија се наполни и мислам од тој ден соберев исто нешто 12 или 15 илјади денари. Браво. И се купи со това теписи за вежбање и такви ствари за луѓето што се со посебни потреби во тој дневни центар, за да можат да вежбаат и све. Значи ти сакаше да фасцинираш за... Не знам дали барав да се фасцинирам, да, беше мислам нешто појако од мене, што Појако од треба да го тебе, направам да. тоа, да. И на вистина ми беше жена, супер, голема, висока, згодна жена. Уште е голема, висока и згодна. Не кажам твој ти беше и е вкус. уште. Да, по мој вкус. Пак ќе кажам, секогаш барав жена со муда. Да, па. Она е жена со муда што одлучува некој. Да. Ќе Ако каже, се караме, знаеш што. ама се знае. Добро, ако не се карате нема да биде интересно. Нема да биде интересно. Ете така. Јас се Точно карам така. исто со жена ми, ама Мора. мора да биде интересно нешто. Да, за да можеш подобро И да се... после да. одма поминува 5-10 минути и поминува се 5-10 минути не е малку повеќе, ама иде, окей. Добро, па како и да нешто да се да. случува инаку. Најубавото е после ко се, да. И после тоа, после тој настан, После тој настан многу брзо се случи тоа, за месец дена живеевме заедно. после тоа одма. Да, после месец дена живеевме заедно, како да се познававме 30 Цел години, живот, да. цел живот. Чудо. Тоа се случи така и од тогаш До ден денес. не се оставивме. И Да. во меѓу време сега пред можеме да кажеме сега уште малку 2 години се венчавме, се венчавме така. Да, се венчавме. Направивме свадба и све, и сега сме официјални. Каде на Камник? Да. На Камник беше? Да. Сакавме убаво место, бевне мала група да кажеме луѓе, најблиските. Па Бевне да, 18, 19, Да не- 19 луѓе, да. Така, на маса и го направивме тоа горе во шатото. Ти готвеш? Не, Никола готвеше за мене. Никола И на вистина, ако не беше, да кажеме, супер односот и се тоа, ми направи многу убав мени. Да, На вистина, многу убав добар мени, гест. што ќе се памти, мислам, цел живот. Да. Да, јасно, Да. јасно. Беше многу убаво. И сите луѓе што беа на маса со нас, уживаа, сите бевне презадоволни, беше еден момент што сакавме Василка и јас да го споделиме со најблиските.
Па да, па Не сакав не да правиме свадба како се прави Циркус. секојаш циркус, да, 100, 200, 300, 400 луѓе, ра. Не. не сакавте да биде Помалку од нешто 20 на луѓе, најблиските, поминав неубав момент, супер и доста. Немаше идење по невеста, по Не, ма имаше тапани зурла. Имаше тапани, добро. Обавезно. Македонски песни обавезно, Ја се претпоставам. качи Да, се. се крши. Ама не се Не се крши. скрши, ама се виткаше и дали ќе издржи, не знам, ама беше спорт, да. Ги има тие снимки во јавност Има или? снимки во јавност, да, се пуштени во јавност и све се знае. Да. Те нападна новинари после тоа. Имаше се. И како да кажам, луѓето не сакаат, новинарите не сакаат, навистина не следат, гледат малку што Знаат што се правиме во случува. животот и све тоа. Пак ќе кажам, многу позитивни луѓе сме и сакаме да го споделуваме нашата позитивност и нашата среќа. Па така и треба. Оти нашата среќа е комуникативна. Кога ти си среќен, другиот ќе биде среќен, третиот ќе биде среќен. Точно. Сега Добро, има и од другите, ама Вола. да не ги ги Ама нормално кога си споменува. позитивен, кога си среќен, луѓето околината околу тебе исто и они се среќни Да. и позитивни. Добро, и сега освен што си работиш нели по амбасади и такви ствари, приватно све што си правиш, Марк видовме дека почна сега некоја нова емисија на Да. Телма. Да, чекав тоа. Што се случи? Како дојде до таа соработка? Идејата ми беше да вистина одамна. Тоа твоја Да. идеја е? Моја идеја е мешана со други. Поентата ми беше да Марк да биде дел од приказна што се истражува Македонија, што се оди во убавите места и све. Многу сакав да готвам надвор, да готвам во ресторани све, да се покажува тоа. Секогаш ме фасцинирам 24 Kitchen и све тоа, овие емисии, Гордон Рамзи, Джейми Оливер и све. Секој готвач има некој идол, да кажеме. Гордон Рамзи за мене ми е негде еден идол. За мене е совршен готвач и е Гордон Рамзи. Да. Посебен карактер, Си- така, ама човекот си ја знае работата. Нормално. Знае што збори, знае што прави. Човекот нема утнење. Да, знам. Ја Джейми Оливер го пратам и Ја го сакам добар е. Джейми Оливер, јас кога почна полека купив книги од него и све имам книги. Да. Една книга ќе ми фали животот Може, да. Книги многу сакав да читам порано малку кирилица за мене ми е проблем, ама Ама добро со тек на време се научуваш, да. Пак ќе кажам книгите сакав и Джейми Оливер вистина беше млад. Да. Рок-н-рол, така супер, ти сакаш. Мислам ти сме близко генерација. Гордон Рамзи иста генерација е така нешто со мене. Джейми Оливер малку помлад, ама тови се луѓе така посебни што сакаат да готват во природа, надвор, Да, во тоа е- кујни, во све и може да се снајдат секаде. Да. Тоа е убавината. И Гледам. сака да го делат тоа со сите. А добро, ти сега идеш по различни места, по различни градови? Да, авантурите на Марк од СЕМ се еден проект што Марк се шета преку цела Македонија, што го меша традиционалното со модерното. Со модерното. Зошто имаме еден убаво фичо? Фичо се Да, знае. тоа сам да те прашам, да. фичото дека ти е многу добро. Фичото е старо фичо, да кажеме тоа од Ама е бивша Југославија, све топ. функционално. Тип топ, електрично. Електрично е. Електрично, да. Значи му е на 100 Тесла кило. може Па за тоа кажам, мешаме традиционалното. традиционално Со модерното. Значи почнувајќи од фичото. Вала, фичото Браво. е првата тема што сакавме да го употребиме, да покажеме оти фичо може да се вози и електрично. Да. Иднината браво. да кажеме во возењето во колите сето, многу кажуваат оти електрично. Сега да не доаѓаме за мене повеќе хибрид оти Да. батерија. Ајде. Другото е да се гледа рецептите 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 што се во секој град, посебно секој регион од Македонија. Да се готват традиционално, да ги учам и да ги готвам после на мојот начин, на модерен начин. Да. Мојата French touch, како кажувам јас, да додавам секогаш нешто Нешто плюс. посебно, нешто плюс и све. Да. Многу сум среќен од сите места што ги посетив до сега. Луѓето беа многу љубезни, имаше добра соработка со нив и свето. Сите прифаќаа моите совети, ма моите критики никогаш не критикирам. Никогаш. Не сум човек што критикира. Добро. Кога не е добро, кажам, но кога не е добро, Позитивна критика можеш да им Да, дадеш да знаат. се кажува критик конструктив. Да, конструктивна Ете критика. така, конструктивна. За да може да се подобрат И нареден тоа се пат. кажува по македонски, ти гледаш? Да, не знаеш, конструктивна тоа по француски, критика. конструктивна критика. И ја поштувам така, Да. конструктивна критика. Тоа е нешто, тоа е еден совет за да бидеш подобар. Да, не па, да те нормално. критикирам, ти направи грешка, не. Не, тоа е за подобро, за подобро.
мешање, како кажав, модерно, традиционално. Супер е. Секоја Треба да недела. се живее во времето што сме актуално. Може да се живее со поранешното, ама ако живееш во поранешното, немаш иднина. Да. Мора нешто да се иде напред. Ете така. Мада да си го задржиме Ако традиционално. задржиме традиционалното, тоа обавезно, луѓето што се традиционални светоа, да го продолжат така. Други младите светоа да го имат тоа како пример и да направат нешто поново Да, со тоа. поново. Вола. Това се идеја, това е кујната. Кујната така е. Треба да еволуира, да се кажува еволуира. Да, се еволуира, да иде напред, да. Тоа се француски зборови, знаеш, Да, ги ама- адаптирам исто на на македонски македонски, начин, да. А добро, кажи им на гледачи кај иде емисијата. На Телма иде, ама Не кога? сум, гледаш, не сум човек што сака да се покаже. Не, ако кажи си за Добро. да знаат, да се Ако пратат. сакате да ме следете, да гледате емисијата Авантурите на Марк, имате 3 пати неделно емисијата. 3 пати. Три пати неделно? Да. Премиерата е недела на Телма 14:40. Репризата од неделата доаѓа саботата од наредната недела во 17:15, уште на Телма, и имате сега репризи од првите емисии понеделник после утринската емисија. Добро, Това да. се 3 пати неделно може да ме гледате. Ако ви е досадно, гледате само еднаш, ма гледајте ме, бе, молам. А постигнуваш све да направиш? Постигнувам све да направам, снимањето е комплетно различно од што беше во Пошто- студио овде, да. во живо, а не во живо, е надвор во Не си во у природа и све. Скопје, мислам не си у Скопје секој ден да снимаш, сум во него идеш Скопје, не, надвор. снимавне во Берово, снимавне во Куманово, снимавне во Велес, снимавне во Свети Николе, одиме во Тетово, во Гостива, ќе одиме во Сегде. сите градови. А, да, авантурите на Марк. Да, авантурите на Марк тоа е. Сега може нема да останеме само во Македонија, може А може и да се прошири. надвор од Дај Македонија. Боже да се. Авантурите се авантурите. Да, авантурите може да бидат се и дома. сега, Тачно. Авантура е авантура. Тачно, да. А добро, од сите места до сега што сте ги посетиле, кој беа најгостопримливи? Сите. Кој ти оставија најдобар впечаток? Печат го имам истиот секаде. Таја Еден издвојме, еден не. град издвојме само не, за да, мене. да бидам искрен, може него најдов уште тој што ќе биде А, не посебен, си. ама секаде бев како да кажам, добро дојден, луѓето беа супер љубезни, поминав моменти со многу добри луѓе, многу прекрасни луѓе, што навистина можам секогаш и секаде да се вратам и да бидам да. Нормално. Сега што правам, ја многу барам да специјалитети локални. Во секој регион има посебни овие пастрамалја. А, да. Чекам од вај да Да, направам ти- целиот круг, да кажеме, од Македонија, за да на крај сакам да направиме една посебна емисија каде би ќе биде Батл пастрамалја. А и кој, кој И ќе да направи одбериме кој најдобрата? ќе биде најдобрата И која е пастрамалја. најдобрата у Македонија? Да. Нема најдобра, мислам оти сите се добри. Ја посебно и чудно е може, ја сакам тај од Радовиш. Да, со самун. Самун, да, со создрма. Таја што најјаката. Нај, да. Таја најповеќе ми се Таа со допаѓа. пушено месо, мислам. Имав прилика дека. сега да пробам таја во Свети Николе, таја е малку со сирење и јајца. И мешано. Да, име многу добра беше. Таја што беше во Велес, исто многу добра. Да, Тешко. штип. Тешко. Уште не бев не уште у Не штип. сте били? Штип, проби штип. Ке треба да видиме во Струмица. Има секаде, во Да, сите регион. Штип им вика да. дека од нив потекнува цела там. Јас сум пробал сегде, ама мислам у Велес поише ми се свија дека има јајце само, да. Да, јајцето Него се додава после. шмек ми дава. Има пастрама. Пастрма има, да. Како во Радовише вика создрма. Да, се Ја знам. се учам сега во сите посебни специјалитети, ама вистина сите се убави, ама го имам тој шмек од Радовиш и таја ми Да, се и допаѓа таа- вистина. Затоа не можам да кажам оти се лоши, сите се добри. Ќе видиме, ќе најдиме луѓе што се ќе Да. го размислувам концептот и ќе биде нешто А интересно. добро, ова е Да. прва сезона. Да, Така и предвидено е после си- 24-25 емисии, падо. Сега сме на 5-та овој викенд. Одиме понатаму. Да. Плюс има уште други идеи, други проекти. Да не ги кажам сите, оти сакам да се реализират. Многу Да, пати да кога видиш. збориш пред Не иде како што не иде треба, како што да. треба, затоа Чувај ќе си за ќе чекаме себе, да, малку, па ќе- за да бидеме сигурни да го објавиме тоа и да имаме
други убави моменти што можеме да ги споделиме, да ги Дефинитивно. поминеме заедно. Убави рецепти, пуно ствари што Све да споделиш со народот. Да. Обавезно, и со тебе обавезно. И со мене обавезно. Да. Само запамти си дека на 30 јуни си на свадба, таму штиклирај си петок е тоа. Да. Твојата свадба ќе биде? Да, 30 јуни, да. Штиклирај си таму. Мора да бидам во За Македонија, да знаеш, бидам. е уште Директно унапред ќе го ти напишам кажам во телефонот. 5 месеци, така. Е па браво, не можам да кажам со среќа, оти среќата ја имаш сега. Па да, фала ти. Како и да е, фала ти многу. Фелиситасион. Е, па Фелиситасион. со- Felicidades На шпански, да. да. Среќно. Фелиситасион францез, среќно. Да, фала ти многу. Најубаво е тоа, да кога можеш така да најдиш Сродна душа. да, половината што ќе те Да биде што ќе те напуни, компактна, да ете биде- така, да. Најдобро е тоа. Најдобро тоа. чувство, да, дефинитивно. Почитот, комуникацијата, љубов. Све уедно да биде Вау, како што пакет. треба. Пакет, да, Пакет, цел да. пакет. Не киндер што отвараш имаш едно, не, Да, имаш све. не, тачно. Тачно. А Тоа е да, убавината од животот. да те прашам, имам уште едно прашање, па можеме да завршиме. Да, ти многу зборам, а? Не, супер си, ја би седел до сабајле со тебе, би си мовето, не ми е проблем. Жените никаде. многу зборат, ама јас Да, мислам ама сум не, некомпетентен. ти брзо збориш, тоа е добро, мислиш? да, брзо збориш. Ама Навика. навика е све Навика. тоа. Јас брзо зборам, брзо работам, Све брзо бреш, ама добро, тоа си навикнат од тоа. Брзо, ако и не све брзо ти е. све брзо, да, навистина. Ама треба малку да се смирам. Имам голем ентузијазм и навистина кога сум со луѓе што ги почитам, што ги сакам како тебе или други, се упуштам и ајде. Да, јако, ако, така ми се свиѓа, нека биде све спонтано како што. Не знам дали пратиш сигурно Инстаграм, Да. што ќе кажеш за оние што готват надвору, рецимо сега у природа. Супер. Знаеш, Да, видов има еден познат номад, го видам. номад кај нас, Браво, да, ама браво. ја ги следам овие човекот надвор. не е во Македонија, да бидеме искрени, он е во Норвешка. Не е кај нас. Кога ги гледаш природата и света, не, човекот е македонец, облечен како македонец, ама готви таму. Готви таму, да, не. Слично е. Ти би готвел така нешто? Ја тоа е еден од моите сонови да готвам, да можам да готвам на тој начин. Надвор. Знаеш, У природа. готвењето е уживанција. Кога уживаш во местото каде ќе готвиш, ќе се осеќа во јадењето. Сега можностите што ги имаш во кујната ти дават еден шмек. Да, Готвењето што ќе готвиш надвор на камен на свето, ќе ти дај друг посебен друг шмек. шмек, да. А мислам дека надвор кој ќе готвиш се малце по-друго, по-убаво, Во по... емисијата ќе готвам надвор, ќе видиш. Да, надвор. На помодерен начин. Да, не на камен, нормално, ама ќе видиш. пак, да. Да. Тоа ми е Добре. нешто што мене го направив тоа кога од почетокот дојдов во Македонија, во Скопје, отидов под крстот. И таму Готвев под готвиш? крстот, да, бев еден од единствени. Да, ми текна така едно петок. Се качив на вода и вау, местото многу ми се допаѓа. Се гледа целото Скопје доле. Сме на крстот. Ти се Сакам да готвам готвиш, се овде. правиш. Прашав како треба да се направи за да се готви тука, треба да се бара дозвола од општина Карпош. Центар. Или Центар. да, центар. Океј, отидов, прашав ми гледат. И што ќе правите таму? Па ќе Ти готвам. си готвам. Бе кој сте господине? Никој не ме познаваше тога. Па ја доаѓам од Белгија, сум, да. Ме гледат. Ајде, ќе ви го направиме. Воу. Петок бев, сабота бев горе. Да, и си и готвиш готвев, се. Да. Си направив, си став маса, шпоред, две коњопој и готвев за сите луѓе што беа таму. Бесплатно. Бесплатно. Да. Браво, добра идеја, Да. супер. Тоа можеме да направиме нешто Со заедно, големо задоволство. хуманитарно да биде. Хуманитарно, јас сакам да го правам тоа. Да, ќе направиме нешто така да ќе смислиме, не Со големо задоволство. не е никаков проблем. Го правам неколку пати. Имам повеќе и така луѓе што ме покања да готвам и се. Последното беше во општина Карпош. Готвиме готвиме. заедно. Да, го направивме. Направивме 200 оброци за луѓето За- што немале со социјално загрижени. Загрозени. Загрозени, ете така. Да. Направивме А тоа. дали Марк се осеќа како инфлуенсер? Сега бидејќи имаш доста Инфлуенсер. да, бидејќи имаш доста голем број на следачи Да, на ама ја не Инстаграм. можам да кажам инфлуенсер, можам да кажам љубител. Љуб... Што сака да Да сподели со луѓето, својата Ама своето добро. знаење, својата љубов, тоа е повеќе. На некој- Сега сите бараме да имаме повеќе и повеќе и повеќе. Следачи. Повеќе тоа си доаѓа
Само мислам. Ама на некој начин пак имаш некој инфлуенс над луѓето биејќи, нели, ти што ќе сготвиш и Да. они сакаат дома да го сготват. Се надевам од тоа му Да. ги инфлуенсирам Ги- да го прават на тој начин. Да, ама тоа е добар Ама мислам инфлуенс. оти не е првата идеја, ама уи, да, окей. Да. Прифаќам. Али сепак ти си остануваш да си бидеш готвач и тоа Сум ти е Марк. прима, да, ти си Марк. Луѓе кажуваат шеф Марк, окей, шеф Марк. Ме сум Марк прво. Да. Шеф е дома, шеф е во ресторан. Во јас кујна, сум да, Марк, ти си Марк. Народен човек. Јас Точно. како кажав од почетокот се смееше секогаш со сопругата, јас сум меѓународен. Не сум меѓународен, сум народен. Народен, да. Народен човек. До, ја Ги мислам сакам дека луѓето. можеме да ја прекинеме тука емисијата бидејќи Да. све дознавме за шеф Марк Може или уште, Марк, ама. или може уште. Така да, ја ќе ви се одјавам од тука. Фала ви што не гледавте. Прекрасно беше да се дружам со тебе и ќе ни доеш, ќе ми доеш пак. Кога сакаш можам да дојдам. Веќе гледаш како ми е студиото, сега сакам да го направам нешто поексклузивно да биде, зашо ова све сам го правам. Да готвиме Е заедно. па може се? нешто Ајде, така да Сузане. да те предизвикам Знаеш на што, нешто. Ако јас имам кујна, ќе дојдиш од мене. да Е готвиш. може и Исто, тоа. од Чекам тебе? ја покана од Ќе тебе. направиме. Може. направиме. Од мене толку драги гледачи, а ти можеш да им се одјавиш на Да се француски. одјавам на француски. Да. Ќе ви кажам прво по македонски. Ве сакам сите. Се надевам од ти и од вашата страна ме сакате. Je vous aime tous. J'espère que de votre côté vous m'aimez aussi. Чао, Au драги revoir tout le гледачи. monde. Ciao, ciao.